Четврток, 4 мај, кратки вести во 12 часот. Следната недела од 8 до 10 мај Охрид ќе биде домаќин на јубилејната 50-та Европска регионална конференција на Интерпол. Низ градов веќе се во тек подготовки за овој значаен настан. Ова е за прв пат досега да се организира ваква конференција на Интерпол во нашата држава, што се совпаѓа со 100 годишнината од постоењето на Интерпол, но и 30 годишнината од зачленувањето на Македонија во Организацијата на криминалистичка полиција. МВР, организацијата и одржувањето на конференцијата на Интерпол го смета за еден од најголемите и најважни настани кои ќе бидат реализирани оваа година. Комплетно одстранета фонтаната на плоштадот кај Чинарот во Охрид, просторот е соодветно уреден и покриен со бекатон плочки, а штом се добие одобрението за реконструкција, ќе стартуваат и соодветните градежни работи. Реконструкцијата на плоштадот беше дел од изборната програма на градоначалникот Кирил Пецаков. Тој на почетокот на јануари годинава најави дека проектот е вреден 47 милиони денари. Според проектот, плоштадот ќе добие нов современ лик со нова урбана опрема, клупи, канделабри, лед светилки, канти за отпадоци. Во текот на месец март се врше археолошки истражувања како дел од постапката за добивање на одобрението за реконструкција. Жителите на селата Вишни, Радолишта, Франгово и Лабуништа преку јавно обраќање информираат за масовната и безмилосна илегална сеча на шумата од идниот Национален парк Јабланица. Посочија дека сечата добива на интензитет во изминативе месеци. Шумската полиција е немоќна и не реагира. Шумското стопанство одамна кренало раце, а највредните букови шуми исчезнуваат и се нанесува огромна штета на екосистемите и на државата. Велат испратени се бројни реакции и представки до надлежното министерство, а бесправната сеча продолжува. Барат надлежните ургентно да ја сопрат бесправната сеча и пустошењето на шумските екосистеми и да се забрза процедурата за прогласување на Национален парк Јабланица. Времето денес променливо облачно и нестабилно со повремени врнежи од дожд, максималната температура во Охрид до 16 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.